Венко, можеш ли да отврдиш, бе, брат? Да отврдиш шо подалеку? Абе, вие сте анти, против македонската партија Збирштина, што никогаш постоела у историја на Македонија. Како ве можете да го петате такви неболози од типот? Сте заштитиле, сте забетонирале јазик со некој си договор од нивице, со какви глупости се тоа, бе? Кога ние континуирано се бориме за најосновните човекови права да не признаат па македонци од 92 година од Лисабонската декларација до сега последнова што беше отфрлањето на формулацијата дека постои македонски јазик, македонски идентитет. За каков бетон идентитет зборувате со најфрлевашен политички комесар, бе? Зашто го петате, зашто се обидувате да прикажете тотален пораз на македонската дипломатија, да го прикажете како некоја, не знам, победа у финале на некој светско првенство, бе? Тој договор со Преспе резултат на вашето клетнуење на колена и на зафатуење многу дубоко грло. Тоа е Преспанскиот договор, кажете ги нештата, именувајте ги онака какви што се. Вие под притисок, под ултиматум, под уцени, веројатно и поради други работи, што ви беа цалнати, го подпишавте тој договор. Каков бе дипломатски успех, какви глупости, тој договор и отвори со Грција, што го направите, отвори Пандорината кутија. Бугарите тоа го чека очигледно дека од тие две држави беа удослух. Прво Грција да го постигне тоа што го постигне, за да може и Бугарија да ги отвори своите карти до максимум. Зошто уште лажете јавноста? Како можете да се... Ја не знам зашто уопште ве викаат вас да кажете било какво мислење, било каде, бе. Вие сте најобични предавници, квислинци. Нема друг збор за да го опише вашето делување тука. Венко, отпрди шо подалеку. Отпрди скокови, како сакаш, само отпрди, манете се од политика, луѓе, затворете партијата. Ќе си направите белја, ќе си предизвикате неволја еден ден. Чисто ова ви го кажем од алтруистички причини, од филантропски. Не се заебајте, влагате многу длабоко, влагате у зона кај што нема играње, кај што некому е загрозен на цел народ, идентитетот му е загрозен, постоењето. Влагате, уште не сте излегли од тие квиснешки комбинации. Слушам джукели недоносени од кај вас, абортирани, некои морончиња интелектуални, не знам како да ги наречам, искачаат на телевизија и зборат дека со тоа што ќе сме ги примеле, ќе сме ги внесле бугарите устава, дека со тоа фактички ќе сме направиле дистинкција, ќе се знаело дека постои бугарско малцинство и дека останатите биле македонци. Пошто се фали дека дедо му тамо некои Куманово губиле бугарите. Абе, можно ли е да сте толку глупи, бе? Абе, вас ко глупи, поглуп од оној филмот да правиле двајцата у стерео, синхроно ко да ве правиле. Какви може да сте толку недоквакани, бе, толку да си го мразите своето, толку да сте глупави, толку да сте интересчи, толку све да гледате низ призма на интерес. Седнал копукот од твоја партија, тој лупета како он со тоа што ќе сме ги внесле Бугарија во устав, дистинкција ќе сме направили. Конечно сите ќе свателе дека има македонци, ама има и малцинство кои што се викаат бугари. Кои македонци бе, кои не те признаваат за македонец, бе? Идиот е ретардиран. Какви македонци кога ни македонско малцинство во Бугарија не признаваат? Зошто бе идиот е ретардиран да ги внесеш устав? Зошто би внесол устав некој што не те признава како народ, што цело време ти работи за грб, тие истите чукело една недоквакана селска, што сакаш да ги внесеш во устав? Отвори бугарски телевизии, пушти да видиш што лупетаат за нас македонците кои се надвор од границите, од државата која што живеат. Ти тука си ги примил, си им дал работа, сите имаат имоти, ова, она, бизниси, вама тамо. Ки искачат од Македонија, идат на бугарски телевизии и се просераваат како ние тука ги тепаме, ги малтретираме, ги осудуеме, ги казнуеме. Мислиш, у гето живеат као евреи у Варшавско гето 41-а, мислиш у Аушвиц се тука. Плукаат по нас, не деградираат, не компрометираат, серат по светов дека ние ги тука не знам како што се понашаме со нив. Чукело ретардирана. Зошто би бил пријател со некој што ми е непријател, што ми е душман, зошто би му клекнул, зошто би му бацувал рака? Дилајло една недоносена. Паѓате на провокации бугарашкиот тип од српски свет, мрпски свет. Демек ние сме српски свет, оска некоја Србија, Русија, не знам што. Што не ја спомнете Кина, маму да ви е вам недоносена. Што еден век пред Америка и пред Европска Унија. Еден век се понапред отидени.
Гледајте документарци најнови за Кина. Да видите што прават, што се прави таму. Овие не можат уште тоа со памето да го досегнат. Српски свет сме биле бугарашки тези. Кој да бидеме бе, бугарашки свет? Овој е Европска унија што го сака. Бугарија све живо да асимилира до кај што сака. До македонци во Албанија, до македонци во Егејска Македонија, до македонци во Македонија, до македонци не знам во Јужна Србија. У бугарашки свет може да помине, српски свет не може да помине. Јебова српски свет, кој српски свет, джукели неопијани. Па највише ме нервираат овие што не се македонци. Мислам, живеат у Македонија, не се македонци, кога истиве тези ги зборат. Демек ВМРО бил српски свет, дека ги напуштал евроинтеграциите. Види да ви кажам и на вас нешто. Јас сум страшно толерантен човек. Јас имам пријатели и албанци, и санџакли, и бошњаци, и турци, и кои сакате. И мене тие што ме знаат, луѓе знаат дека сум ја искрен, дека ја не сум ни шовинист, ни националист, ни било што тоа ист. Да ви кажам една работа. Тоа што го кажев Бугар, која беше министер за надворешни, овој од Туи. Да ви кажам една работа. Немате право во име на македонците да донесувате одлуки. Немате право во име на македонците да кажувате што е добро за македонците, што не е добро. Дали македонците треба да се борат за некоја работа, дали треба да кренат раце, дали треба да пушат, дали треба не знам што да прават. Немате вие право тоа да го правите, зашто не сте македонци и не осеќате ние она што го осеќаме. Затоа најубаво што можете да направите е да се ставите во положба на македонците, да ги облечете нивните кондори и да застанете зад нив. Тие ако решиле да се бранат до крај, да си го бранат идентитетот, како соседи, како земјаци, како сакате наречете се, должни сте да застанете за нив, а не да продавате муда за бубрези, дали ВМРО игра со српски свет, дали ги напуштал евроинтеграција и чкур да не ве боли. Затоа што вие не сте тие кои што цела Европа не ги признава. Ние сме тие. Кај што таа Европска унија не го призна ни јазикот, ни потеклото, ни нацијата, ништо не ни признава. Затоа, ако мислите дека ќе убедите некој македонец во вашите тези, што си ги кажуете таму меѓу себе у таа квинслишката социјалдемократски сојуз со тие ретардираните внатре, многу сте се заебале. Само можете пизма револт да пробудите кај нас. Сега слушав исто еден, да не го именувам, да не мислат некоја тек по етничка линија, оваква нешто. Паламуди на еден подкаст, српски свет, мрпски свет, сме напуштили евроинтеграција, треба да гледаме, која бре, да гледам, 100 пати ви реков, ние ако имаме кичма, ако сме народ, ние ќе кажеме не на таа ЕУ. Не, недвосмислено не. Така прави држава со кичма, држава што држи до себе. Ма јебеши фондови и све и не знам какви интеграции, не знам што. Ви реков у еден подкаст, у една овакво видеообраќање, со ѓаволот ќе играм, ако треба со нив нема да играм. Со ѓаволот лично под рака ќе се фатам, нив ќе ги избришам, ќе ги пречкртам кога да не постојат. Ама била Кина, ама била Русија, ме боли патка кој бил бе. Ме боли патка, ќе бидам со тие што ме признаваат као човек, као рамноправен со нив. Ама ја не сум политичар, ја не сум премиер, ја не сум председател на држава да донесам такви одлуки, ја можам само да кажам што мислам и тоа е тоа. А како мислат у државата да прават што мислат, тоа е нивно. Ама вакви квиснишки работи од тие социјалдемократи, како да ви кажам бре, се ќе дадеме од себе, Венко, се ќе дадеме од себе. Никогаш повеќе на власт да не се вратиме. Никогаш. Со ногти ќе гребеме ако треба, вие на власт нема да дојдете. Не ЦИА, не МИА, не бугарашки свет, не знам каков свет, не ЕУ, вие на власт не доаѓате, џабе везете. Само дај Боже достанат овие што се сега на власт на земја, што подолго време достанат на земја и да работат оно што реков дека треба да работат, да гледаат поише за државата, да следат народот, да го следат стандардот, да го качат. Како, на кој начин? I don't give a damn. Реков, фатете се под рака и со ѓаволот. Само средете ги работите. Затоа неколку дена и не зборам, се осеќам досаден веќе кога зборам вака. Ама па и нема да чутам на такви упадици од страна на тоа будалите неопеани предавнички од социјалдемократскиот сојуз и нивните блиски од другите партии што не се етнички македонци, што сакаат многу да им солат памет на македонците како треба да се понашаат. Ај чао.